Како ти оди 2020 до сега? Знај како ти оди 2020? Соближува. Тешко. До сега многу активно. И лошо, и не толку лошо. Ужасно убаво, не знам, потресано. Па убаво, малце ми е досадно дома, немам што да правам. Чудно, страшно, ново. Па и лошо и добро. Дали си имала некој близок што има корона? Да. Да. Мислам, не многу близок, ама близок преку близок. Да, јас сум имал. Не, меѓутоа сум имала блиски на мои блиски кои имале корона. Да. За среќа не. Дали се плашиш ти да патиш корона? Да. Многу се плашам. Не за себе си. Па не. Не се плашам за мене лично, но се плашам за луѓето со кои што моментално живеам дома, со тоа што имам постари двајца луѓе. Се плашам да не ја пренесам на блиските, например со родителите со кои што живеам или можеби моите баба и дедо. Не. Чудно ти е што не зборуваш преку маска? Многу. Да. Да, многу. Многу и ми смета. Се надам дека функционираат вака микрофоните во телевизиите и во сите останати институции од тој тип. Не, веќе се навикнав, како дел од мене да. Малку ми е чудно, се сеќам како робот. Не, се навикнав. Како се поздравуваш со некој кој ќе го сретнеш? Со бокча. Некогаш дури знам да прашам пред да се поздравам, затоа што има луѓе кои што едноставно не сакаат никакво поздравување, па знам да прашам, се поздравуваш? Боксча. Зој боксче? Дали некојаш си мислеше дека би можела да живееш во пандемија? Не, никогаш не ми паднало на памет дека вакво нешто може да се случи. Не, реално, зашто би помислил дека би можел да живеам во такво време. Не гледам од каде би ми дошла таква мисла за да си речем јас ќе живеам со маска или ќе функционирам со маска или ќе перам маска или не знам, до утре можам вака да набројувам. Маска. Не. Кога ги гледав некои такви филмови, мислев дека светот нема до тука да дојде, ама еве сме. Не. Па искрено, не дека очекував, меѓутоа не ми беше толку чудно кога се случи, бидејќи некако мислам дека се е возможно. Искрено не и морам да признам дека сум задоволна од себе си колку успеав да го поминам ова. Што ти е најмногу сменето во моменталната ситуација со тебе? Не знам, сите се сменети, тоа ми е сменето. Не знам, пред се поздравувањето со луѓето ми е чудно. Ние сме навикнати да се гушкаме, да се бациме со луѓето, сето тоа сега не треба да го правиме, не го правиме. Па другарките многу се сменети и јас сум многу сменета, дека имам заборавено како да комуницирам и тоа. Што ти фали најмногу во поглед на контакт со блиски? Па дефинитивно ми фали да не треба да размислувам на која далечина сум од некој. Свадба. Една голема свадба. И поможевме на рад да искочиме на кафе без маски, без препораки како да одиме, колку да држиме дистанца, колку да ни биде групата. Гушкање. Да ги гушнам бабите и дедаме. Да се гушкам со луѓето. Гушкањето. Да се изгушкам со нив. Гушки, дефинитивно. Гушкање и галење. Да си ја гушнам кирката.